Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за Заспи ако можеш. Јас сум Драган Милосављевиќ и овој пат со колегата Горан Омировски се јавуваме од нашето алтернативно студио, од оправдани причини би рекол. А наша гостин за вечерва е еден од најактивните пратеници во овој состав на Македонското собрание, господинот Миле Левков. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата, се надевам ќе имаме интересна емисија. Несомнено. На почеток само сум должен да кажам две работи. Едната се однесува на вчерашната емисија, имено со докторот Игор Николов, именно господинот доктор Беговиќ, тоа е председател, ако не се лажам, на самостојниот синдикат на здравствените работници. Имаше известна реакција до мене, поврзана со вчерашниот настап на доктор Игор Николов. Се сведува од прилика на тоа дека не се согласува со одредени ставови на доктор Николов, поврзани со работата или, ако сакате, со инертноста на синдикатот во рамки на преговорите со владата и овие протести што се закажани, мислам, за утре. Се разбира, господинот Беговиќ, доктор Беговиќ има право на своје мислење и ние го уважуваме. Не би можел да го раскажам во целиот разговор што го имав со него, меѓутоа смета дека синдикатот и тоа како работи за поддршка на своите штитеници, значи на здравствените работници, и тоа ќе се докаже, како што рече, и на утрешниот протест кој што ќе биде повеќе од масовен. Но ние му оставаме, просто се разбира, на доктор Беговиќ кога мисли дека треба да дојде во нашето студио и да ги изнесе своите ставови. Втората работа е еден мал тизер за утре. Утре имаме намера да разговараме на геополитички теми. Денеска беа одржани два исклучително важни говори, едниот на рускиот председател Владимир Путин, а другиот на американскиот председател Џозеф Бајден. Двата се однесуваат, се разбира, на овој конфликт кој што веќе една година трае меѓу Русија и Украина. И според првите анализи на сериозни меѓународни експерти, влегуваме во еден покомплициран момент од светската криза, затоа што овој се уште локален конфликт меѓу Русија и Украина, според изјавите на двајцата председатели, полека може да се нарече дека станува и глобален, но за тоа повеќе утре во нашата анализа. Вечер разборуваме, велам, со најактивниот, еден од најактивните пратеници, сепак не најактивниот, но еден од најактивните пратеници во собранието на Република Македонија, господинот Миле Левков. Морам да признаам дека собранието не го добива заслуженото внимание во јавноста, веројатно затоа што бројот на скандали, бројот на нови случаеви кои што ја тангираат јавноста просто не дозволува она што се случува во собранието да избие во прв план, иако би требало и тоа како многу внимание да се посвети, затоа што токму тамо во собраниските клупи се решаваат или не се решаваат проблемите на државата. Се уште трае овој процес на реконструкција на владата, дојдени сте до некоја фаза која што се уште е никаде, очигледно ќе се пролонгира процесот, меѓутоа во исто време се случуваат и седници поврзани со поземување на пари, нешто што станува константа во Македонија, помени замени ние бараме пари од некаде. Последната информација беше од министерот, ако не се лажам, дека еврообврзницата би можела да се намали од 400 на 500 милиони евра во случај ако како се вика, каматната стапка биде поголема од 7%. Значи, во исто време да не заборавам, според она што го кажа подпредседателот на ВМРО ДПМН пред неколку дена, Александар Николовски, Македонија веќе следната година ќе треба да врати оваа година се извинувам, треба да врати фантастични милијарда и 600 милиони на име на камати, на претходни што сме ги земале кредити. Значи, влегуваме во една фаза кога државата веројатно ќе се прашува само како да враќа пари. Па, токму така, како што рековте, денеска, за жал, уште едно задолжување имаше на собраниска седница, 103-та собраниска седница. Собранието, вие ќе кажете, нема доволно внимание или фокус на јавноста, меѓутоа собранието секогаш успешно се користи од страна на владата како изговор за сите нивни проблеми. Еве, деноиве слушавме дека
затоа што имаме дебата во собранието, тие не стигнале навреме да изберат министри, па не биле комплетирани и така натаму, многу различни изговори. Суштината останува дека за жал ова парламентарно мнозинство е целосно подчинето на извршната власт. И видовте каква реконструкција ни стигне во собрание, Пазар 3 реконструкција, тоа Пазар 3 формулацијата ќе ја потсетаме име на токму еден од нивните министри, така министерот Тупанчевски, кој што си даде оставка и ја нарече оваа реконструкција Пазар 3 реконструкција. Каде да започнеме? Ајде да започнеме од евроврзницата. Која што Никола Тупанчевски токму и не ја потпиша, да како министер за правда имаше обврска да го направи. Ние, токму тоа го говоревме од собраниска говорница, одлична прилика за тест за правосудството, затоа што во македонскиот кривичник законник е инкриминирано кривичното дело несовесно работење во служба. Кога вие со пропуштање или со несовесно работење ќе предизвикате штета за да обезбедите некому да оствари некоја материјална или нематеријална корист, вие имате одговорност за несовесно работење во служба. Факт е и целата јавност знае дека премиерот Ковачевски го примора, го натера министерот за правда да си даде оставка заради барање кој што ги доби од новите коалициони партнери. Факт е дека оставката беше дадена. Факт е дека беше распишана евроврзница и беше завршена лицитација на 600 милиони евра на каматна стапка од 6,25%. Сега, следете го моментот. Ако имаме зголемување на каматната стапка од само 0,5%, во тој случај на таа сума ќе имаме штета која што е мерлива ги изнесува 3 милиони евра. Јасна штета. А која е користа? Користа е премиерот да остане на своето премиерско столче. Еве еден школски пример од учебници за она што значи несовесно работење во служба или злоупотреба на службена положба. Како вие, а ќе ве потсетам дека доаѓа од местото заменик министер за финансии. Не сте свесни дека евроврзницата ќе ви стигне за подпис од министерот за правда 4 дена откако сте го натерале да си даде оставка и истата ја има депонирано во собрание. И сега зборуваат за повисока каматна стапка, односно министерот споменал 7%. Ако е 7% каматната стапка, ќе имате за 0,75% повисока каматна стапка, што значи штета од 4,5 милиони евра. За кого? За буџетот на граѓаните. Од каде ќе дојдат тие пари? Се разбира од джепот на граѓаните. Не е само тоа, трошоците на постапката за објавување на евроврзницата, нешто помеѓу 1,2 и 1,7 читав некои меѓународни стандарди, тоа се дополнителни сериозни пари, значи ние ќе дојдеме над 5 милиони евра да бидат изгубени заради ништо. Колку се точни не знам, меѓутоа во последното интервју министерот рече дека трошоците за објавување на евроврзницата ќе останели исти, немало да бидат наплатени два пати. Еве да речеме дека и тоа точно. Еве да предпоставиме дека е точно. С разликата во каматната стапка е повеќе од евидентна дека тие 7 милиони најмалку 7,5 милиони евра ќе бидат на 4,5 милиони евра. Нека се 4 милиони евра, нека се 3 милиони евра, не е важно. Да, дека ќе бидат на штета на граѓаните. 363 е многу прецизен тамо, направена штета на државата над 20-30 илјади евра, веќе значителна штета, овде зборуваме за милиони евра. Точно, и постои една околност во делото кога вели дека ако е сторено од небрежност, може да биде казнето со пониска казна од 2 месеци до 2 години, па тоа зборувавме, ако се докаже пред судот дека биле како да кажам заматени со намалено внимание поради желбата за власт, може би ќе досудат од небрежност, па ќе имаат казна од 2 месеци до 2 години. Еве еден тест за правосудството. Како го толкувате тоа? Како го толкувате тоа? Ова е важно прашање. Самиот рековте, премиерот доаѓа токму од тој сектор. Тој би морал да знае каква е процедура. Не. Премиерот не доаѓа од тој сектор. Премиерот работеше маркетинг и некаква менаџерска позиција во Македонски Телеком долги години. Но потоа беше заменик министер. Со сам финансии, меѓутоа тој финансии претходно, јас не знам дека во неговото CV има дека експерт за финансии, никогаш не биде експерт. Не мора да биде експерт, доволно е да имаш тројца советници сега горе вака го зборуваме народци кои што ќе ти кажат, па министерот за правда мора да потпише. Ова што го бркате сега. Видете, повеќе од јасно и целата македонска јавност знае ние. Повеќе од месец дена потрошија во јавноста со дебати и видовте, пак ќе се навратам на изразот Пазар 3 коалиција, како јавно без никаков
срам се лицитираше со места на министри и на заменици министри. Односно, државниот или јавниот интерес беше ставен не во втор, не во трет план, туку беше целосно напуштен и целосно заборавен, затоа што беа заслепени само за едно, односно тоа да го продолжат времето кога ќе бидат на власт. И токму денеска помина уште еден заем, еве да не излезе дека зборуваме само за евроврзницата, уште еден заем за ревитализација на хидроцентрали. Јас мора да кажам дека ние дадовме подршка на овој заем, меѓутоа, кој е проблемот? Ние постојано бараме пари за капитални инвестиции. Ќе ве потсетам дека ЕСМ Електростопанство на Македонија беше доходовна компанија која што остваруваше приходи, кои што приходи се трошеа на многу различен начин во минатото. И сами знаете, еве ќе ве потсетам, се опремува детски паркови, игралишта, ски лифтови, се донираше за опрема, тие секојаш располагаа со одредени средства за капитални приходи. Од една таква ситуација ние успеавме државно поседуваните електроенергетски компании како што е ЕСМ да ги претвориме во загубари, па за секоја капитална инвестиција да ни треба заем, а од друга страна и сами гледате дека приватно поседуваните електроенергетски компании на кумот, на фамилијата, на сопругата, на татковци на министри за транспорт и врски, синови на политички партии лидери. Така е. Гледате како државните електроенергетски компании стануваат загубари, приватните електроенергетски компании бележат огромен успех, што е целосно парадоксална слика. Ако имаме неповолни движења на пазарот на енергетиката, тогаш би биле неповолни и за државно поседуваните, би биле неповолни и за приватно поседуваните. Тоа е прашањето. Како, кога сте од позиција на моќ, вие успевате да создадете услови за да функционираат вашите бизниси, а тоа да го направите скоро невозможно или да го оттежнете за сите други кои што се наоѓаат во државата. Тоа е таа злоупотреба на моќ кој што ја прават сите кои што се наоѓаат во власта во СДСМ и други. Практично затоа им е потребна на нив оваа власт и затоа се борат за уште еден ден власт. Затоа што, уште еднаш ќе повторам, преку нивната моќ да креираат, да предлагаат закони, да донесуваат закони, да донесуваат подзаконски правни акти, ги насочуваат бизнисите токму кај нив и кај нив близко. Оно што посебно интересира вечера во вас се бизнисите на членови на семејства на највисоките функционери на ДУИ, собрани на семејството на Артан Груби, вице-премиерот, или самиот милува да се нарече првиот вице-премиер, иако тоа не е законска категорија, и ќе зборуваме за тоа покасно, но би сакал да се вратим уште еднаш. Вие, Левков, сте правник, и знаете добро законите, претпоставам и кредичниот законник. Сакам да се вратим уште еднаш на ова што го спомнав пред малку, малку ме чудоневиди да речам. Теоретски премиерот Ковачевски со ова што го направи, со практично приморување на министерот Тупанчевски да се повлече од својата позиција за да даде местото на Алијанса за албанците, знаејќи дека во меѓувреме тече процедурата за издавање на евроврзница, свесно направил чекор кој што може да биде квалификувано како кривично дело. Сега, јас не сум правник, така е. Меѓутоа, ова е прилично сериозна квалификација, зашто ова за мене, знаете што е интересно. Ковачевски досега правил многу грешки, нема збор, меѓутоа, јас барем досега немав најдено некаква правна основа за негов прогон. Зборувам сега за судски прогон или правен прогон. Ово е прво нешто што е прилично сериозно. Не би рекол дека е прво нешто што е сериозно, затоа што има Меѓутоа, замислете една фирма која што основа заедно со кумот добила државна помош во 8 исплати од 27-28 милиони денари. 8 исплати на државна помош. Добила 4 исплати од фонд за иновации. Од над 4 милиони денари. Збирно над 32 милиони денари. Да не зборуваме за тендер. Знаете зашто зборам? Разликата што е? Ве разбирам. Таму директорот не ТИРС, туку на ФИТЕР, чинам дека, например, за иновации, така се като фонд за не е битно. Фонд за иновации. Значи, тоа се други луѓе. Други луѓе во владата одлучуваат. Овде директно тој лично е надлежен за причинување на оваа штета од 3 до 4,5 милиони евра. Кривичното дело инкриминирано, ќе кажам, со нашиот кривичен законник и се однесува секогаш кога вие имате, односно функционерот, вршител на јавна функција, кога има дискреционо властување. Неспорно е дека премиерот има дискреционо властување да ги предлага разрешување, нивно разрешување. И видовме, тоа се ноторни факти, дека министерот за правда соочен
со разрешување, си донесува лична одлука од своји лични причини да даде оставка и истата е депонирана до собрание. Тоа се ноторни факти за кои е запозната целата јавност. Па нема што министерот Панчевски беше во ова студио Ноторни факти. и самиот индиректно знаеше, призна дека ќе заменува уште додека беше на функцијата неколку дена претходно, тоа беше јасно. Да, јас сакам малку техникалиите ми се многу важни. Премиерот Ковачевски го сторил тоа што го сторил, што овде ние се го анализираме, но можел да го спречи, можел да му рече на Таравари да го одложиме процесот на влезна алијанса во владата за 2 недели, 3 недели, Тупанчевски да остане уште 2 или 3 недели на позиција министер, да го потпише својот дел од процедурата за издавање на евроврзница и Македонија немаше да плаќа 3 до 4,5 милиони евра. Ќе го спречеше кривичното дело што сам го прави. Сега ние го судивме човекот, ама теоретски. Кога сте премиер на влада, председател на влада, нели популарно наречено премиер, вие најпрви имате одговорност према државата, имате одговорност кон јавниот интерес. Потоа доаѓа партискиот интерес. Значи, тој со другите лидери може да преговара како партиски лидер, како председател на Социјалдемократскиот сојуз, како председател на СДСМ. Меѓутоа, како председател на влада или како премиер, најпрви треба да се грижи за државниот интерес. За жал, овде пред јавниот интерес е ставен интересот на Ковачевски, на СДСМ и на ДУИ, на блиски луѓе околу него, околу таа клика на СДСМ и ДУИ, кои што го користат овој државен апарат за да овозможат услови за своите бизниси и затоа се случува ова што се случува. Односно, предизвикува штета на државата за да прибави одредена корист за себе, корист е, ќе кажам уште еднашка, да остане премиер. Добро, тоа е малку ризик ќе остане премиер, да, известен период. Нема гаранции, но тоа е веќе политика. Ние сега овде зборуваме за правото, ние зборуваме за направена штета. Повторно ќе речам, членот за службена одговорност е прилично сериозен и прилично голем број на луѓе настрада за тој член во последниве 15 на 20 години како е воведен овде премиерот. Не знам како ќе се одбрани од некаков независен обвинител. Важно е да имате дискреционо овластување, кое го има. Важно е да е причинета штета. Штетата ќе биде мерлива во момент кога ќе биде утврдена новата каматна стапка по новиот повик за оврзницата. Затоа што ова може би е хипотетички, ако добиеме каматна стапка на новата оврзница, која што ќе биде еднаква на претходната од 6,25%. Во тој случај ќе имаме оштетување само на кредитниот углед на Република Македонија. Тоа веќе е направено. Тоа веќе е направено и тоа не е поправливо. Меѓутоа, со процентуална промена во каматната стапка за издавање на оврзницата, ние, односно целата јавност и правосудството ќе имаат мерлива штета, колкава штета конкретно е направена на буџетот на Република Македонија. Тоа се го да, но што министерот за финансии Бесими веќе најави дека ако биде над 7% каматната стапка ќе се земат само 500 милиони евра заем, јасно е дека нешто не може да биде помала таа каматна стапка од таа што е сега. Што практично се смета за неуспешен обид практично да речем. Нема бегање од одговорноста за ова што е сторено. И затоа сметам дека јавноста треба да е запознаена, да знае како се трошат народните, како се трошат државните пари. Во меѓувреме трае процесот на реконструкција на владата. Трае ли, драга? Не знаеме дали трае. Трае. Пратеникот е тука. Беше прекинат за заем. Еден само од министрите е разрешен, актуалните министри така беше. Никој не е разрешен. Вчера имаше информација дека еден од министрите конечно заврши расправата за него. Да. Еве ние го убрзавме процесот. Заврши расправата, очигледно ова ќе се влече извесен период. И она што е интересно во целиот случај, ово трет пат мислам дека го кажувам, навистина ме чуди. Значи, власта би требало да сака што поекспедитивно да го заврши. Меѓутоа не го прави тоа. Не инсистираат на пролонгирани седници, не инсистираат на побрзо завршување на расправите, оставаат тоа сето да тече и очигледно дека нив не им се брза. Единствената логика во целата работа е дека тие не се на чисто дали ги имаат доволните пратенички гласови за реконструкција. Или може би грешам. Крунски доказ може би беше она што се случи со фондот за здравство,
крах на системот. Видовте власта и премиерот дека ни најави дека станува збор за хакерски напади, па тоа беше искомплицирано од таа мера, никој да не можеше да го разбере да го свати. Факт е дека ни се случува уште еден дебакал во здравството и токму во тој момент во собрание течеше расправата за разрешување на министерот за здравство. Одредени политичари, да кажам, од ЦДСМ и ДУИ се обидува да го обвинат собранието затоа што сме имале долги дискусии. Меѓутоа, има една работа која што е многу предвидлива и секој кој што ја следи политиката знае, тоа е работата на собранието. Затоа што работата на собранието е регулирана со деловник, имаме јасно определено време на говорење, немате нешто што е попредвидливо од времето за расправа. Точно можете да предвидите со целосно искористување на деловничките можности на опозицијата, ние не можеме да зборуваме повеќе од 3 дена. 3 дена разрешување, 3 дена именување. 6 работни дена му се доволни за да биде завршен тој процес и тоа треба да биде прифатено од било која влада како нормален процес во кој што треба да се слушне гласот на опозицијата. Што направија тие? Да. Само да знаете што направија тие. Прво, се одржуваат кратки седници и во моментот кога заврши расправата, во петокот заврши расправата за разрешување на министерот за здравство, ние реагиравме со процедурално координаторот, ајде, ставете го на гласање за истиот да биде разрешен. Затоа што треба да знаете дека во овој момент тој е се уште актуелен министер. Тој не е разрешен. И сега замислете какви однос има премиерот со неговите владини министри, кои што тој ги именувал, тој ги предложил на собранието. Кога тие не сакаат да му се појават во влада и да му потпишат некој документ, нели беше спорен моментот со платите. Замислете тој каков однос има со луѓето кои што самиот ги предложил. А додека зборуваме, самиот ги предложил е фигуративно, не ги предлага самиот. Најголем дел не ги предлага самиот. Начинот на кој што и завршува цела. Да. Сакам да ви кажам, тој треба самиот да се преиспита со каква екипа работи, со каков тим на луѓе. И дополнително што загрижува, тој не беше ставено на гласање. Зошто не го ставија на гласање? Само поради една работа. Тоа не се сигурни колку од нив ќе гласаат, односно тоа укажува на уште една работа, а тоа дека пазар 3 реконструкцијата не е завршен. Се уште тече пазарењето. И тоа укажува дека она што го видовме со министерските места кои што беа договорени, правда, здравствено информатичко општество и без ресор, е само врвот од сантата. Се поставува прашање уште колку внатрешни договори од пратеници од мнозинството и внатрешни пазарења се актуелни и се во тек, кога истото не го ставаат на гласање, а велат декларативно дека тоа било многу значајно. Зошто не се гласаше вечерта во петокот кога заврши дискусијата? Добро, имам јас одредени информации кои што не се потврдени, формално се разбира, дека во моментов течат 4-5 различни преговори во рамки на владата. Дел се дури и со пратеници од Алијанса, кои што, иако номинално целата пратеничка група, 8 луѓе се таму, се за владата и тие ќе гласат за новата влада, сепак дел од нив си имаат своји собствени барања кои што треба да се исполнат. Понатаму има информација дека партијата ЛДП си има своји собствени барања за да продолжи да ја поддржува оваа влада. Морачанин Маја од Дом исто така си има своји собствени барања. Одредени пратеници од ДУИ, дел поврзани на некој начин со така наречената огнена група, но дел и не се поврзани со неа најдиректно. Значи има таму во моментов една група, според моите информации, од 4-5 пратеници кои што доколку не гласаат, владата може да падне на поддршка од 57-56 пратеника, може би 58 нека се, но недоволно за влада. Ги имате ли ви овие информации вие? Па постојат најразлични шпекулации, не би сакал да ги коментирам, меѓутоа понижувачки е начинот на кој што е влезена во оваа реконструкција. За жал гледаме дека сето ова што се случува со оваа пазар 3 реконструкција, за жал оди на штета на стопанството, на економијата, на крајот на штета на граѓаните на Република Македонија. Скапо ја плаќаме ние оваа желба или оваа алчност за власт на Ковачевски и на ДУИ. Меѓутоа пак ќе кажам, тие без државниот апарат и тие и нивните бизниси не вредат ништо. И сега дојдеме до нивните бизниси. Тоа е клучот. Вие денеска и вчера сте особено популарен во јавноста по пресконференции на кои што зборувате за братот на вице-премиерот Артан Груби, висок функционер на ДУИ во исто време, нели?
кој што значи неговиот брат е собственик на една компанија. Да почнеме многу работи, повеќе работи има тамо, да. но некако мене ми влезе тоа вака најмногу во ушите. 127 квадратни метри ексклузивен простор во центарот на Скопје. Многу мина ќе се сетат како некогашен Макотекс, тоа е на улицата Македонија, многу близу до музеот на град Скопје. Купен, јас ќе почнам од овој аспект, па вие ќе објасните повеќе. Купен од компанијата каде што е собственик Ветон Груби, а во имотниот лист стои името на Ветон Груби. Малку не од компанијата, купена од Ветон Груби, меѓутоа пред да дојдеме до просторот, не сум разбрал многу информации. Нема проблем. Време е да се стави крај на ваквите пракси, да се злоупотребуваат позициите само за да може да се создаваат услови на своји блиски да работат со одредени компании, со одредени бизниси, затоа што се прави штета која што е повеќекратна. Прво се прави штета од аспект на корупцијата и се прави штета од аспект на конкуренцијата во државата. Она што најпрвин го објавив, дека шалтерски работник во ЕТЦ Травел, кај братот на Артан Груби, кај Ветон Груби, шалтерски вработен во ЕТЦ Травел основа фирма за баждарење на пиштолите за точење на горива на бензински пумпи. Сега замислете, имате шалтерски вработен кај брат на вице-премиер, кој што добива акредитација добива за да стане инспекциско тело, кое што се грижи за баждарење на количините на нафтени деривати и на течен газ кој што се точат. Само да кажем, а во исто време се работи за огромен бизнис. Во Македонија има стотици бензински пумпи, сите тие мора да бидат баждарени редовно, значи се работи за десетици милиони евра бизнис. Лабораторија. Чи на 16.9.2021 шалтерски вработен отвора друштво со ограничена одговорност на едно лице. Доел на господинот Ермир Имами, кој што е шалтерски вработен во туристичка агенција. Неколку месеци подоцна добива акредитација за вршење на инспекција за мерила за проток на течни горива и течен газ. И за целото ова време, додека е собственик на компанијата, која што има сертификат за акредитација ИТ број 129, тој останува да биде вработен. Се уште работи. Цела година работи. Кај братот цела година. Потоа останува шалтерски работ една година по основање на фирмата, а си заменува неколку недели пред измена на одлука за изменување на одлука за висина и начин на наплатување на надоместок на услугите. Значи замислете се, шалтерски вработен кај братот на Артан Груби добива акредитација за лабораторија, внимавајте, лабораторија. А одлуките кои што се однесуваат на начинот на кој што ќе се наплаќаат тие услуги, ги донесува лично Артан Груби. Еве, ја првата измена која што е објавена во службен вест. А човек кој меѓувреме си работи како шалтерски работник. Ова не го разбрав. Артан Груби носи промени на одлука, кој што директно има последици врз работата на фирмата на поранешен шалтерски вработен кај неговиот брат, кој што и додека е собственик на компанија која што е акредитирана, останува да работи во компанијата на брат. Него брат. сакал човек од патичка да се земе уште малце. Така, уште дали Артан Груби сам ја носи одлука или во владина одлука е подпишана одлука подпишана од прв заменик на председателот на влада на Република Македонија Артан Груби. Подоцна уште една одлука за изменување на одлука за висина и начина на наплатување на надоместок на услуги што ги врши Бирото за метеорологија и овластено правно лице, подпишано од Фатмир Битики. А членот 6 од Законот за метеорологија ставот 2, Бирото за метеорологија има учество во постапката за акредитација. Затоа што Бирото за метеорологија има учество во постапката за акредитација. Кој е директор на Бирото за метеорологија? Кадар на ДУИ, Мерита Мустафај. Зошто вие или било кој друг наш сограѓанин, жител, граѓанин, нема лабораторија која што е акредитирана да врши инспекција на мерила за проток на течен газ, туку има токму шалтерски вработен кај братот на Артан Груби се прашање, за кој што
ја повикавме и Државната комисија за спречување корупција и јавното обвинителство да ги преиспитаат овие наводи. Има И реакција. подоцна видовме дека директорката која што е кадар на ДУИ, која што директно според законот за метрологија има учествува во акредитација, има непријавен имот, има луксузна хациенда на Попова шапка на име на својот сопруг од 150 метри квадрат. Зошто не ја пријавила? Дали е поврзана со овие бизниси? Дали не е поврзана со овие бизниси? Сметаме дека треба да биде тоа испитано. И наместо да постапат институциите и оние кои што се носители на јавни функции, овде мислам на првиот заменик на председател на владата Артан Груби, да излезе одговорно да ги објасни на јавноста, тој влезе во една хистерија, убедувајќи ја јавноста дека станувало збор за некаква антиалбанска агенда. Па вие дали разбирате дека обичниот македонец и обичниот албанец не смеат да и се доближат и да ги поздрават овие луѓе од оваа елита, кои што од шалтерски работници стануваат сопственици на лаборатории за акредитација. Разбирате? И наместо да бидат одговорни, тие се обидуваат да сеат страв, да сеат омраза, да сеат закани. А тие закани се само за обичните луѓе. Верувајте ми, никој од обичните луѓе, без разлика, дали сте македонец или сте албанец, ниту ги разбирате овие постапки, ниту можете да добиете ваква акредитација, ниту можете да имате вакви пари. Затоа што ова е поврзано со државниот апарат кој што се злоупотребува од СДСМ и ДУИ. И секој споменување на антиалбанско е прво навреда кон албанците, затоа што постојат многу и албанци и македонци кои што ако не се ова влијание и тргување со влијание кој што ни се случува во владата, се способни и знаат да работат и да бидат дел од вистински и лаборатории, и од вистински бизниси, и од вистински развој на државата. На овој начин, за жал, во Македонија царува само корупцијата која што тие ја заскриваат секогаш позади некој конфликт. Да, но претен Никој Левков, овдека самиот влеговте во можеби клучниот момент од нашава вечерашна дебата. ДУИ не е прв пат, не е ни последен пат, инсистира секогаш кога ќе се излезе во јавноста со сомневање за некакво кривично дело, за некаква корупција, за некаков непотизам поврзан со нив, да инсистира дека е во прашање некаков облик на антиалбанство. И секогаш пораката е дека ВМРО-ДПМНЕ, како партија во Македонија, е таа која што произведува антиалбанство со тоа што во случајов вадите документи и изразувате сомневања за одреден представник на власта од албанската етничка заедница. Значи, овој феномен кој што јас не го познавам на друго место во Европа, може би Горан Неве знае некаде, каде што секогаш една партија може да се зацкрива зад идентитетот на етничкиот идентитет на неговите представници во власт. Значи, тие се практично што и да направат во било кое поле, на било кој начин, секогаш би можеле да се прикриваат позади тоа. Како да ви кажам, братот, најмалку што може да се направи во една држава, кога братот на вице-премиер ви купува деловен простор во центарот на Скопје од 127 метри квадратни, а знаете дека цената на метар квадратен е 3-4 до 5.000 евра, значи инвестиција близко до половина милион евра, најмалку што треба да се направи е да се даде отчет пред граѓаните и институциите да проверат од каде потекнуваат овие средства, од каде потекнуваат овие пари. И името на Дуќанов е на Ветон Груби, братот на првиот на Артан Груби, на првиот заменик на премиерот Артан Груби. Негов брат. И кога поставивме прашање дека ДКСК и јавното обвинителство треба да испитаат, се јави неговата фирма, неговата компанија која кажа дека земале кредит. Во ред, така реплицира, денеска одговара. Ги проверивме податоците во Централниот регистар и денеска за тоа одржавме прест. Од 2016 до 2020 компанијата прави загуба од 100.000 денари. Во 2016 загуба од 540.000 денари. Остварува добивка во 2017 од 1.640.000 денари, во 2018 од 75.000 денари, 2019 286.000 и 2020 загуба од 1.555.000 денари. Вкупно баланс
загуба нешто помалку од 100.000 денари. Сега, како оваа компанија, која има пат на приходите од 75%, пат на вработените... 4 години поред има загуба? Вкупна загуба за тој период е 100.000 денари. Некоја година добивка, некоја загуба, збирно остварува загуба. Како успеала да земе кредит? Што заложила? Како ги гарантирала своите обврски? Па знаете ние колку компании имаме, само во годината имаме, ни затвараат од 5 до 6.000 компании за кои што другите министри велеа дека се природни процеси. А знаете колку од тие компании немаше да бидат затворени ако имаат прилика или шанса да добијат вакви кредити? И тоа се легитимни прашања кои што ние ги поставуваме. Легитимно прашање ако братот на вице-премиер во држава која што тоне во корупција, која што декларативно се залага за европска иднина, редно е ако има инвестиција од половина милион евра во атрактивна улица, тоа е улица Македонија во центарот на Скопје, редно е да излезат институциите и да проверат. Со какви соопштенија и какви одговори се соочивме? Антиалбански. Што е антиалбанско во ова? Што е антиалбанско кога клупите кои што се наоѓаат спроти имотот на братот на првиот вице-премиер се оние кои што ги користиме јас и вие, и албанци, и турци, и роми. За нас останува само јавниот простор, додека тие окупираат се друго кое што може да биде продадено и кое што може да биде купено. Може ли малку технички сакаме работиме? Кредитот е земен, ако добро прочитав, од Халкбанка, која што е сериозна турска, мислам дека е државна банка или банка која што државата има сериозно влијание. И јас мислам дека Халкбанка сепак е сериозен правен финансиски субјект кој што не би дала туку така 500.000 евра или не знам колку веќе земале заем. Но она што повеќе ме збунува е, на почеток направив грешка, вие рековте компанијата со загуба земала кредит, а деловниот простор е на чие име? Еве го имотниот лист. Еве го имотниот лист е на Ветон Груби. Тоа малку не ми јасно мене. Зошто добив одговор од неговата компанија, зошто добивме и ние како партија, не знам. Затоа што деловниот простор, според имотниот лист, бројни имотен лист, 105-117, име и презиме, Ветон Груби, намена Б1, дуќан, површина 127 метри квадрат. Ова е еден од најатрактивните простори во Македонија. Апсолутно, да, најфреквентната, најубавата улица Македонија во центарот на Скопје. Но повторно велам се, ми нема малку логика. Ако компанијата зема кредит, нели би требало да е станот на име на компанијата? Апсолутно. И затоа повикавме надлежните институции да ги проверат овие луѓе кои што се недопирливи. Ве повикали некој од обвинителството, ви се јавили некој да дадете податоци? Државна изборна комисија Билјана Ивановска председателката не ви се јави? Не, до овој момент нема заинтересирани. Ова беше првата ваша пресконференција беше вчера, денеска втората пресконференција, имало доволно време да ви се јават. Ова е сепак сериозен скандал или сериозни дилеми пред јавноста. Кога имате луѓе, високи функционери, кои што извршуваат јавни овластувања, кои што имаат и етички и морален кодекс дека на прво место треба да биде јавниот интерес пред приватниот интерес и кои што треба да бидат во најмала рака транспарентни, катастрофално е да излегуваат вакви скандали поврзани со владењето на СДСМ и ДОИ. Практично каде и да погледнете, започнавме со фирмите од електроенергетскиот сектор, фирмата на Кумот, која што заедно е формирана со премиерот, која што користи и државна помош, користи пари и од фонд за иновации. Од друга страна, гледаме како шалтерски работници добиваат дозвола за акредитирани лаборатории, што е многу симптоматично. За да имате акредитирана лабораторија, тоа секој би очекувал дека треба да биде некој институт, некоја институција која што се занимава, децени се занимава со таа работа. Децени и така не само тоа, не само тој дел. Лабораторија. Значи, ресурси сериозни, технички, научни ресурси, процедури, протоколи и на крајот пари. Сето тоа чини пари кои што не е 10, 20, 30 илјади евра. Така, а кај нас се основа компанијата на 16.9.2021 и за 4 години за 4 години е долг период, за 4 месеци. За 4 месеци добива сертификат за акредитација, за инспекција, за мерила, за проток на течен газ и гориво. А кој има клучна улога во процесот на акредитација? Повторно се навраќаме Биро за метрологија. Кој е
директор во Биро за метрологија, кадар на Дуј. Сега, тука Која носи одлуката за промена? Тука одлуката за промена која зборувате претходно, тоа е за промена на парите што треба да се плаќаат. Така, значи И се две зголемува промени- профитот на оваа компанија, Кои де што факто. влијат на начинот на работење, начинот на пресметување на работни часови и така натаму. Одлуките ги донесува првата Артан Груби, втората Фатмир Битики. Да, знаете што ме интересен феномен, кога ја читав реакцијата на Артан Груби првичната и прочитав некаде по порталите, тој во одбраната рече дека освен што се работи за напад врз него и албанците, бла бла бла, дека се работи и за напад врз Али Ахмети. Кога Али Ахмети беше нападнат за тоа што неговиот син отворил компанија за трговија со енергенси, Али Ахмети не се бранеше со Дуј и со Артан Груби. Тој сам ја преземе одговорноста и не дека беше многу транспарентен, но сепак како да не сакаше да инволвира Дуј. Овде Артан Груби не се брани сам. Тој се брани колективно. Вие не напаѓате нас и лидерот Али Ахмети. Прилично голема нервоза кај Артан Груби од тоа што јас можам да го видам меѓу редови, да го протолкувам тоа што тој го пишува. Па во суштина станува збор за истото. Кога вие ја злоупотребувате својата државна функција за да создадете подобри бизнис услови, зошто да не ја користите вашата партиска позиција за да се заштитите, користејќи ги, повикувајќи се на името на лидерот или Али Ахмети, односно да го користите како заштита, како брана од можните напади, затоа што тој со неговите изјави дека нападот против него е антиалбански, јасно укажува дека има намалена подршка токму кај оние луѓе кои што го гласале него. И сега, за жал, тој е разобличен во тие кругови и затоа ја користи и уште дополнително ја затега таа реторика. Меѓутоа, сметам дека таа реторика само моди на штета на него, затоа што обичните албанци, обичните македонци, турци, роми, пак ќе кажам, не можат ни да се поздрават со елитата која што се направи и создаде бизнис империја само преку злоупотреба на власта. Тргнете ја власта, тргнете го моментот на власт, од овие луѓе нема да остане ништо. Само уште еден интересен момент. Интервенираше подоцна и Дуи, реагираше, го бранеше Артан Груби, практично тој нели се разбира во рамки на пратиот дал налог да се објави едно соопштение, каде што почна тука се зборува за антиалбанство, но владата, не знам ќе ми исправите ако грешам, но ми се чини дека владата сама по себе не реагираше, иако вие го нападнавте Артан Груби како член на владата. Се разбира, тој е од дел од Дуи, меѓутоа како вице-премиер го напаѓате. Владата не реагираше. Портпаролите Душко Арсовски, Мухамед Хоџа или през службата на владата не изреагира. Тие ги премолча оваа работа. Немаше реакција точно. Јас не забележав, што значи дека владата се вака може да толкуваме само, владата знае дека нешто се случува таму. Владата како СДСМ да се крие настрана, сака да го остави вице-премиерот сам да се решава, да не кажам сега, од калта во која што заглавил. Или можеби смета дека ќе се појават други теми, па ова ќе биде заборавено од јавноста, од страна на публиката, на народот, на луѓето. Меѓутоа, сметам дека овие скандали не можат да бидат заборавени. Постепено се врежуваат во колективната меморија и создаваат јасна слика како оваа влада на СДСМ и Дуи владе и зошто владе, јасна слика како успеваат да ги злоупотребат и институциите, и постапките за донесување на закони, и секое дискреционо право кое што им е оставено како вршители на јавни функции. Сметам дека тоа води кон неминовното што треба да и се случи на наредните избори пораст, а сега за тоа зборував, не знам што ќе остане од овие луѓе ако го одземете оној момент на дискрециони права, дискрециони овластување и власт. Левков, знаете што? Еве го тука го читам јас. Подпишан ова за вработениот во фирмата на неговиот брат кој што отвара лабораторија вредна милиони, така натаму. Логично е Артан Груби да го даде овој документ, да го подпише некој друг, премиерот, уште тројца вице-премиери во владата, за да нема никаква поврзаност помеѓу него и неговиот брат, односно вработениот во фирмата на неговиот брат. Дали никој не сакал во владата да ја преземе одговорноста, па морал Артан Груби, и во исто време ова е доминација, ова е покажување на моќ
Дека јас сум тој кој што ќе ја смени одлуката и фирма и филјан човек ќе заработува повеќе пари од таа фирма. Така е. Две пораки имаме. Така, и тоа кажавме. Опасна комбинацијата од ароганција и незнаење. За жал, тоа го гледаме од владата. Ова што го гледате, дека Артан Груби се подпишува на одлука за висина и начин на наплатување, на висина за услуги што ги врши Биро за метрологија, и тоа дека еден сертификат за акредитација го добио токму вработен кај неговиот брат, е покажување на она што вие го рековте, јас го парафразирам, меѓутоа токму покажување на сила. Односно и покажување на нестрав дека ќе биде гонет. И тоа мораме да го кажеме дека односно ароганција. Не се плаши дека ќе биде гонет. И според реакциите на обвинителството и на антикорупска комисија, кои што гледаме дека за некои други случаи се многу ефикасни, многу брзи, за оваа работа молчат и чекаат веројатно да помине внимателно. Да. Во тој правец 3 реченици и да повтораме потоа ќе побарам коментар се разбира, па ќе одиме на реклами. Значи 90% од јавните набавки одат преку наместени тендери. Тоа е едно. 7 институции во државата имаат обврска да го сузбиваат криминалот и корупцијата, но сите тие се високо исполитизирани, не се самостојни и не смеат ни да помислат да вршат вистински истраги. Трето, кога е во прашање ДУИ, нема никакви шанси да започне истрага бидејќи ќе падне владата е директно уценета од ДУИ. Ова се изјави на господин Павле Танов, председател на Демократскиот сојуз, дадени вчера, само неколку дена откако ја напушти владината коалиција. Значи човек кој што неколку години беше дел од власта, од извршната власт, и нема да навлегуваме сега зошто досега тој чекал да излезе од власта, тоа си е негова сепак и на неговата партија. Меѓутоа, 3 работи кои што јасно кажуваат дека ДУИ во ова и ваква власт е недопирлива. Никој ништо не им може. Нормално ако му веруваме на господинот Трајанов, меѓутоа зашто не би му верувале на човек кој што до вчера беше со нив? Ништо живо не им можат. На јавна сцена кажам. Ние тоа го говоревме и од говорница. Интересно е како било која анализа ако ја направите станува антивладина. Било која анализа, ако тргнете да анализирате во било кој сектор, дали образование, дали здравство, дали економија, вие ќе добиете антивладин говор. Интересно е како сите извештаи на реномирани институции, само кога ќе ги погледнете извештаите, стануваат антивладини. Интересно е како било која анкета се претвори во антивладин материјал. И сега, без разлика каде да почнем. Ако ги погледнете податоците од Државен завод за ревизија, ќе ги видите бројките кои што ги споменавте, дека огромни суми пари одат преку необјавување на јавни тендери, односно во нетранспарентна постапка од преговарање во 4 очи. Милиони и милиони евра. Не се намалува. Тој процент се зголемува и тоа до 54% од 21 споредбено со 22, од 45 милиони од прилика сега без јавни повици на 65 милиони. 88% од јавните набавки во ковид се нетранспарентни. И излезе дека се набавувале, внимавајте, службени возила со кожен волан. Зошто? За борба против ковид пандемијата. Да. И тоа се релевантни извештаи, тоа не е опозицијски материјал. Сега, самото следење на податоците ви се претвара во антивладен материјал. Македонија беше на 111-тото место рангирана според индексот на корупција, потоа ги слушнавте од владата дека се фалат, дека сме паднале на 86-тото, се сеќавате. Падот од 111-тото на 86-тото место на Transparency International по индексот на корупција беше поради две работи. И двете беа формално правни аспекти. Едниот беше кодексот за однесување на владините функционери, другиот беше националната стратегија за борба против корупцијата на Државната комисија за спречување на корупција. Што се случи со првиот? Видовте кога јавноста ја праша Грковска, која што сама за себе излезе дека има кабинет од 12 вработени кои што и помагаат и тежи колку една собраниска комисија, нема ниту еден предмет оформено, ниту еден предмет започнато, а живееме во држава во кој што имаме скандали секојдневно. Само ние, како опозицијска партија, сме објавиле огромен број од тие скандали. Значи, паѓа етичкиот кодекс кога станува збор за
за го видовме владните Артан Груби, го функционери. видовме Еве како го со Артан службено Груби. возило, со службено возило отиде на државно возило отиде на состанок партиски во Мала Речица. Сите го видовме тоа, објавено беше Целата јавност. и мислам дека се уште нема ништо околу тоа. Вториот момент, кога станува збор за националната стратегија за борба против корупцијата на Државната комисија за спречување на корупција, па стигна во собрание нивен документ, дека од 111 планирани активности за претходната година се реализирани само 22. Дали 20 или 22? 11%. Министерствата, министрите на Ковачевски не спроведуваат мерки. Пример, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, каде што, внимавајте, министер е пред оној кој што беше министер за борба против корупцијата, Љупчо Николовски, има спроведено 0 активности. 0 активности. Така ќе се бориме против корупција. Поентата ми е, ако од 111-тото место дојдовме на 86-тото само поради 2 формални акти, и тие 2 формални акти не се спроведуваат, а цел свет гледа како се пазариме за формирање на ново парламентарно мнозинство, на кое ниво е дојдено корупцијата во Македонија? Без да чекаме извештај. Само да го користиме здравиот разум. Ако од 111-то место сме направиле напредок заради 2 формални документи кои не се почитуваат, дополнително пред очите на целата јавност се спроведува, ќе кажам, политичка проституција, се продаваат, се пазарат, се купуваат, и при тоа во експозето премиерот излегува и вели оваа реконструкција не се состои од имиња и презимиња, не се води од ниту еден партиски интерес, што е целосна навреда на целата јавност. Навреда и на собранието и на целата јавност. Посем еден месец преговори кој да ти биде министер, заменик министер, вие да излезете на собраниска говорница да кажете дека не се води од имиње и презимиње, не се води од личен и не се води од партиски интерес, а де факто, тој факт не се докажува, дека промената на овие ресорски места се само на барање на политичките партии. Целосна навреда. Па сега треба сами да си донесеме заклучок во колку крајно корумпирана држава живееме ние, за жал, со комбото СДСМ и ДУИ. Овдека ќе бараме кратка пауза за реклами, значи разговараме со пратеникот Миле Левков од редовите на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија. Се враќаме па рекламите. Продолжуваме со вториот дел од Заспи ако можеш по малку. Кратка пауза за реклами. Разговараме со Миле Левков, пратеник во Собранието на Република Македонија. Господине Левков, може би е општа констатација дека македонците пород, мислам, практично за ништо не одлучуваат во сопствената земја. За жал. За жал се создаде една таква ситуација со ова непринципиелно пазарење, со ова непринципиелно договарање за влада, каде што оние кои што ќе победат, во Македонија имаме поделеност на блокови кога станува збор за политичката сцена, оние кои што се победници во македонскиот сектор, за жал, денеска гледате каква е создадена една ситуација дека не одлучуваат за ништо. Меѓутоа, ако земете во предвид дека имаме премиер кој што никогаш не излегол на избори, никогаш не е ни гласан, никогаш не е ни биран од страна на никого, мислам дека проблемот е многу подлабок од тоа. Имаме сериозно нарушување кога станува збор за демократските процеси овде во Македонија. Левков, мене ми се чини, како што гледам, како премиерот воопшто да не е загрижен за ова што се случува во Македонија. Не можам да видам кај него, сега ние не сме психолози овде, не можам да видам емоција. Флоскулите што ги користи во своите јавни настапи ми се разбирливи. Нема што да каже човекот, едноставно за да промените нешто треба да се фатите сериозно за работа. Но тој како да чека да си поминат овие година дена до наредните избори и вели што можам да искористам. Еве сега нови информации имаше неговата сопруга колку пари ќе инвестира во соларни келии, но што станува со неговите колеги во Социјалдемократскиот сојуз? Јас претпоставувам и се надевам искрено дека ако во ВМРО ДПМН имате лидер кој што прави штета на партијата, ќе речете чекајте малку, запрете Мицкоски или кој да е, запрете малку, правиме штета на партијата долгорочен. Зарем во СДСМ нема луѓе кои што гледаат дека партијата оди во амбис и си молчат, си чутат, знаејќи дека наредните, не знам, да не претерувам сега, најмалку 8 години ќе бидат во опозиција. Тие се водат само
само од нивниот личен интерес, личниот интерес, кога зборувам за личниот интерес, зборувам за политичката елита и тесна клика околу Ковачевски. За жал, и кај нив најверојатно е оставено членството на маргините, никој не ги ни прашува. Видовте и сами вие видовте, целата јавност видовте како беше избран за председател на Социјалдемократскиот сојуз. Навидум, најпрви сите кога гледавме како оди и Позаев, мислевме дека е некој од записничарите на коалиционите средби, подоцна беше промовиран како негов наследник, за на крајот на денот на 12 и 12 се сеќам добро, затоа што и ние имавме во истиот момент имавме конгрес, додека нашиот конгрес беше пред една полна сала, можевме сите да се видиме, да се поздравиме, да поразговараме помеѓу себе. Кај нив ги видовте под една штедлива сијалица од компјутерски систем му прочитаа дека не знам колку 2-3 000 гласале за него, ад хок едно решение, и не можете да очекувате од едно ад хок решение на тој начин избрано, кој што посем 2 дена добива одлука од нивниот централен одбор и го бираат за мандатар, а 2 дена подоцна добива еден од најголемите пакети за државна помош од владата во оставка. Значи на 12 ве бираат, неколку дена подоцна ви избираат за мандатар, да, и 2 дена подоцна, на 2 дена пред Нова година, вие го добивате најголемиот пакет на, односно фирмата која што вие сте основале, фирмата на вашиот кум, тој кажа дека ги напуштил уделите во таа компанија, меѓутоа неспорно е дека во момент кога ја основале, затоа се основаат фирмите, нели, сте се здружиле, како вел, сте се здружили за да остварите одреден профит и одредена добивка. Затоа се прават фирми. Затоа се прават легално. И сега сте ја напуштиле, станувате мандатар, 2 дена подоцна владата во оставка, за кој што вие треба да бидете мандатар, еве уште еден судир на интереси, меѓутоа јавното обвинителство очигледно дека не го гледа, ви префарла на фирмата на вашиот кум најголемата порција од неколку милиони денари, најголемата порција на државна помош. И сега сакате да кажете дека тие луѓе треба да имаат некаква представа за како живее народот во државата. Левков, јас не зборам, мислам, чини дека бев јасен. Не зборам сега за Ковачевски или за 5, 6, 10, 15, 20 функционери во СДСМ, кои што се на добри позиции, имаат прилика да учествуваат во тендери, да вработуваат луѓе. Ја не зборам за тоа. Јас зборувам за 200, 300, 500 луѓе кои што се столбот структурата на Социјалдемократскиот сојуз, која што е сепак сериозна политичка партија и голема политичка партија со многоилјадно членство и така натаму. Зборувам дека меѓу тие луѓе имате врвни интелектуалци кои што гледаат што се случува. Тие гледаат дека СДСМ се распаѓа што велат по сите шевови. И зошто нема никаква реакција? Не дека нема, има. Гледаме дека многу луѓе се откажуваат јавно, падаат членски книжки од СДСМ, но сепак немаме јавна дебата да излезе некој да каже како што во ВМРО секогаш имало, да бидеме искрени. Ја ви го разбирам прашањето, меѓутоа клучно кај нив е, затоа и така започнав, ја ви го разбрав прашањето, меѓутоа одговорот ми беше друг. Сега, тој човек е станува председател на партијата. Која ми беше поентата? Дека нивните членови најверојатно го губат секој допир со нивните представници, затоа што на крајот на денот представници на граѓаните се пратениците. Ние ги представуваме луѓето од крајот од каде што доаѓаме. За жал, во политичките турбуленции кои што и се случија заради дебаклот на локалните избори, представниците на владиното мнозинство влегува во една таква подредена ситуација на нивните партиски лидери, претходно тоа беше Заев, па подосна беше Ковачевски, со што тие целосно се отуѓа од луѓето кои што ги бираат. Затоа што не можете да ми кажете дека ако тие луѓе има допир со нивното членство на крајот на денот во нашите градови, села, во општините живеат луѓе кои што еднакво се погодени и од енергетската, и од здравствената криза, и од секој облик на кризи и неволи кои што не ги наведе оваа власт. Не можете да ме убедите ако тие не се крајно, ако не се отуѓени од членството, дека тие ќе постапува вака на овој начин на кој што постапуваат сега. Односно, она што мислам дека се случува, дека во моментот луѓето кои што го дале својот глас за СДСМ се целосно разочарани и не гледаат своји представници во луѓето кои што се наоѓаат во институциите. Тоа ми беше поентата. Односно,
сакајќи да се доближат на политичките елити кои што трупаат пари, капитал, средства и успешни компании на себе и на своји блиски, оние кои што требаше да го представуваат и членството, па и народот, за жал се отуѓија од народот во таа мера што сега не можат повеќе да се вратат. И за тоа ви укажуваат нивните дискусии. Во собрание погледнете, ние отвараме работи кои што се актуелни, секојдневни, кои што ни се случуваат без разлика дали е за здравство, дали е за ориз, за некоја земјоделска култура и така натаму. Погледнете, ќе видите дека сите говори се напишани во 2015-та, 2016-та и завршува овде процесот. Ви излегуваат и ви реплицираат колеги од парламентарното мнозинство и ви читаат извештај од Државен завод за ревизија за компјутер за секое дете од 2014. Тоа значи целосна алиенација од оние кои што ги избрали и целосна подчинетост кон нивниот лидер. Тоа ќе ги чини многу. Меѓутоа во моментот ја чини Македонија многу. Во моментот ја чини веќе Македонија многу. Тоа е тоа забелешката која што има дел од луѓето кон ВМРО дека можеби требало поинаку да изигра побрзо да ја урне оваа власт, нешто што многу ми да го сакале, меѓутоа објективно е речиси неверојатно колку власта реши да издржи до крај на овие избори, освен насилство нема друг начин, ќе си остане оваа влада до редовниот термин. За жал така е, ние кажавме дека против оваа влада ќе се бориме исклучиво со демократски средства и многу често сме мета на напади, мета на критики, односно луѓето се во едно неверување ќе кажат добро, знаеме дека тоа не се случува, што правите вие? Меѓутоа, единствено што можеме да направиме ние е да направиме анализа на секоја одлука, да направиме анализа на секој акт, да се обидеме да пронајдеме во секој закон кој што го донесуваат кој е скриената намера, затоа што верувајте имаат лукративна цел практично скоро во секој законско решение кое што стигнува. Наше е да ги објавуваме нивните скандали, постепено да успееме тоа да го врежиме во колективната меморија за невидена злоупотреба на власт која што се случува од комбото СДСМ-ДУИ, за на наредните избори си ја понесат најпрвен политичката одговорност, па потоа, после политичката одговорност, да можат да бидат носители и на кривична одговорност. Секое извртување на процесот, за жал, во овој момент не е возможно, затоа што и сами гледате дека имаат целосна метастаза кога станува збор и за правосудството и актуалните случаи, случување тоа ви го кажуваат. И метастазите кои што ги има врз донесување на одлуки во правосудството, за жал, деновиве јавноста види дека се метастази кои што се манифестираат и во облик на невиден непотизам. Затоа не можете и не можеме да очекуваме дека институциите ќе работат. За жал, институциите во овој момент се заробени од луѓе како Али Ахмети, како Артан Груби, како Ковачевски. Се заробени целосно. Затоа треба да бидеме внимателни, да бидеме решителни на наредните избори, најпрвин да ја понесат политичката одговорност, да ги пратиме во политичката историја, за да можат да бидат носители и на кривична одговорност или практично, после избори, секој да одговара за она што го направи. Претедник Умиле, леко ви благодариме за вечерашното гостување. Да, ако ми дозволи само Драган, спомнуваме за метастазите во правосудството. Денеска присуствував неколку часа на еден предмет, нема да го кажам кој, обвинител е познатата Лиле Стефанова и се запознав лично со обвинителката за време на една од паузите. Беше навистина интересно да се види како функционира сршта на македонскиот правосуден систем. Јас нешто подготвувам на таа тема, но беше интересно да се види како еден од вештаците кој што го бранеше практично вештиот наод нарачен од обвинителството, повеќе од 2,5 часа додека јас бев тамо, одговараше со не знам јас за ова. Значи човек што го потпишал вештиот наод на еден голем предмет е тоа, за многу познат предмет, но нашите колеги не го следат. Мене ми е особено интересен заради повеќе причини. Вештакот 2,5 часа прашан од обвинетите за низа прашања, велеше не е точно, има пропусти, не е точно, има пропусти, и искрен да бидам се вџашив гледајќи таа слика како функционира македонското правосудство. Ова е само еден сегмент, сакав само да споделам со нашите гледачи да знаат како функционира во тој дел, но ми беше неверојатно човек што се потпишал, ставил подпис и во име на обвинителството практично го брани случајот, повторно кажам голем случај, практично го урниса целиот случај за кој што ние бевме
натерани да веруваме дека е чист како солза, но неколку работи што досега ги видов дека го следам овој случај, се гледа дека една тешка местенка и ќе ви информирам и понатаму за ова што го следам. Ти благодариме, Горан. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот, стандардно, репризното издание на оваа емисија. А утре вечер во 22:30 повторно ќе ми се јавиме јас и Горан Мамировски со нови гости. Имајте пријатна ноќ.